Добро утро, почитувани. Добре дојдовте во најновото издание на отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена Информација точна и навремена или ИТН. Имаме секако временска прогноза, па тука се вестите од земјата, вестите од светот, тука се колегите Валентина Грорковска, Александра Велинова и Исо Мухич, но пред тоа да ви кажам и кои ќе бидат темите на кои што ќе муабетиме ова утро. Првата тема се однесува на естетската стоматологија. Сигурно се прашувате што се спаѓа во естетска стоматологија, како до идеална насмевка. Сите овие одговори ќе ги добиеме од нашиот и ваш утрински стоматолог, доктор Ана Бундалевска-Александровска, во студиото на телевизија Нова ќе ни даде одговори на сиве овие и многу нели ваши секако прашања на отворените телефонски линии на телевизија Нова. Втората тема на која што ќе разговараме ова утро ќе биде со нашиот редовен гешталт терапевт. И оваа среда, некаде по 8:20, ќе биде професор доктор Благица Ризовска-Ванич во студиото на телевизија Нова. Ќе продолжиме со темата на која што зборувавме минатата среда, а тоа е менталното здравје во трето доба. Што се значи ова? Дали повеќе ментални заболувања се случуваат токму во ова трето доба? Како до излез од депресијата кај старите лица и уште ред ваши и наши секако прашања овде од студиото. И третата тема или третото нешто за кое што ќе зборуваме е олимпискиот шампион или неговата приказна. Приказната на олимпискиот шампион Шабан Трстена. Од 740 надпревари кои што ги имал во својата кариера, на 715 бил победник, ако нешто ви значи. И тој само ќе им каже, ќе им порача на младите спортисти дека не се важни условите, туку најважно е, вели тој, да имаш волја за успех, да не се предаваш и да продолжиш понатаму. Тоа било најважно. Подобри услови, но дали можеме да ги достигнеме неговите 30 златни медали во кариерата. На 19 години станал олимписки шампион 84-та на летните олимписки игри во Лос Анџелес. Токму оваа приказна некаде по 9:20. Затоа бидете на фреквенцијата на телевизија Нова и заедно со уште едно издание на отворената утринска програма Информација точна и навремена. И време е во отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена Информација точна и навремена или ИТН, да отвориме и нашата прва тема, утринска тема. Естетска стоматологија. Па прашуваме како и секогаш заедно со вас, затоа се тука отворените телефони на телевизија Нова 2402 005 и 2402 002 за оние кои што можеби ги подзаборавиле. Што се спаѓа во естетска стоматологија, како до идеална насмевка. И токму кога сме кај насмевката, прочитав една многу интересна максима, вели вака: насмевката е една крива линија која може да исправи многу работи. Да, ќе се согласите, доктор Ана Бундалевска-Александровска од Центар на ден. Тоа секој ден го гледаме, да. Низ годините што помина, пациентите задоволни, секако понатака зрачат со убавиот израз на насмевката, која што претходно ја криеле, а повеќе научни студии докажуваат дека луѓето кои што имаат убава насмевка, не зборувам само за забите, имаат подобра социјална инволвираност, значи подобри шанси за добро вработување, за успех на сите полиња и така натака. Така што навистина е битен сегмент. Да, не смееме да заборавиме на убавата насмевка. Леле, колку убава насмевка имате. Да. Колку врати таа ви отвори во животот? За почеток пред вратите, кога зборувам за вратите кои што насмевката ги отвара и за оваа научна студија за која што ви раскажував, повеќе зборувам за самодовербата што ја влева убавата насмевка кај тој со кој што зрачи со таа насмевка. Така што тоа е најважното нешто. Држењето и самодовербата се тие кои што ги отвараат вратите. Така е. Прекрасната насмевка може на секој од нас да му ја зголеми самодовербата. Сте рекле во еден напис токму вие од Етернадент, велите, затоа не дозволувате лошите заби да ви ја нарушат самодовербата на личен и професионален план, баш кај што денесната стоматологија ни овозможува нели безболно да дојдеме до идеална насмевка. И сега ние во овој дел некаде 30 на минути пред нас, нели, имаме можност да кажеме што се тоа значи, односно вие да ни кажете што се тоа значи. Значи
убавата насмевка и како до неја да стигнеме, до сега неколку пати зборувавте со некои од нашите колеги. Секако во кратки црти ќе ги споменеме најпопуларните фасети порцелански, со минимално одземање на забна супстанца, без воопшто одземање на забна супстанца, избелувањето на забите и така натака. Меѓутоа, што точно значи убава насмевка? Кај нас обично почнуваме од две основни почетни точки. Едната е што пациентот сака, значи нас ни е многу важно да стигнеме до неговата идеја што сака да постигне. Ја зголемува најмногу самодовербата. Естетската стоматологија е изборна гранка, значи изборна процедура и многу ни е важно да ги пресретнеме барањата на пациентот. Значи тој обично сака, малку сакам да ми се побели забите, сакам да ми се прави. И тука обично застануваат генералните насоки на пациентот што тој сака. Затоа сме ние тука со големо истражување наназад и читање таква литература, посетување на такви обуки, да сите тие параметри за убава насмевка се извлечени како точка по точка, затоа што тоа е цела една наука која што довела до краен резултат, што точно на нашето око човечко му е убаво кога ќе ја погледне насмевката. Истото е со лицевата симетрија, истото е со пропорциите на телото, истото е со целата убавина во природата што ја гледаме, затоа што ние не сме посебни од природата. Така што нашата креација од изворот, од животот, од Господ, како што се вика, е многу идеална. И тие пропорции, ако ги пресликаме во она што ние сакаме да го изведеме, навистина добиваме убава насмевка. Најпрво во етерна дент ќе ви речат, односно се прави евалуација, велите, на нашата, на мојата насмевка или на насмевката на секој кој што ќе дојде и ќе се понудат можните решенија. И сега вие ни споменавте некои од можните решенија. Кои се најчестите проблеми, пак ако се прашаме на пациентите кои што доаѓаат, нели, тоа се вели темни заби, неравномерен низ низ забите, потемнети пломби, видлив голем дел од непцата при смеење, пигментирани непца. И ова не сум го знаела дека имало антибиотик во 70-тите години кој што создавал како беше сега ќе ви најдам и ќе тетрациклински заби. Тој се уште се употребува, меѓутоа веќе е изфрлен кај деца затоа што не кај нас воопшто во светот во детска возраст затоа што прави трајни пигментации и потемнети заби. Сиви заби. Ниедно современо избелувачко средство не може целосно да ги избели. Во однос на тоа што викате што точно значи убава насмевка, јас подготвив некои фотографии, не знам дали се подготвени, дали ќе ги видиме. Добро, ако се подготвени ќе ги видиме секако. Да, значи нас ни е многу важно, почнуваме со анализата од обична видливост на забите во најнеутрално отворање на устата. Има точна димензија колкава порција од забите би требало да е видлива, за да сметаме дека имаат доволна должина. Потоа следи анализа на насмевката, односно односот на забите во однос на усните. Каква е таа релација? Па тука имаме колкава е видливост на забите во однос на усните, значи дали се експонира 50%, 70-80% од должината на забите или пак веќе имаме видливост и на непцата, популарната гами смайл. Така што во однос на третманите, како ние тие работи ќе ги коригираме, не секогаш коригираме со една интервенција. Не секогаш со иста интервенција на сите заби. Така што во случајот доколку имаме преголема експонираност на непцата, постојат интервенции кои што некогаш се помалку, некогаш повеќе инвазивни, за подкревање на линијата на насмевка, односно подкревање на таа гингивална линија, оној розев околу вратник на забите, како розевата рамка на забите, за да можеме да постигнеме голема видливост. Понатака, она што не исто така важно е во однос на сразмерот лево кон десно, кон образите. Да, и тоа. Меѓутоа, сега мислев да ви објаснам видливоста на забниот лак. Колку се гледаат од забите. Значи, сте приметиле, има луѓе кои што кога се смеат имаат многу тесен забен лак. Видливи им се предните 6 заби и тоа е се. Одма се лакот се стеснува. Има и насмевки кои што се премногу широки. И за тоа има точна пропорција при широка насмевка
колкав дел од забниот лак треба да остане на аглите видлив, а колкав треба да остане како темен простор. И што треба да направиме тогаш? Забниот лак се шири, односно се опфаќаат повеќе заби во реконструкцијата. Не ставаме хел на образите. Тоа мислам да е убаво. Не шириме забниот лак. Да. Понатака, исто така што спомнавте, многу е важна симетријата. Да. Тоа е, меѓу другото, и една од работите кои што секој човек ја забележува. Ние сме многу ретко симетрични. Генерално сме сите асиметрични, меѓутоа, во таа несиметричност многу е важно да се вметне барем средишната линија да е на правото место, односно средишната лицева линија да се совпаѓа со средишната линија и на горниот и на долниот забен лак. Некогаш тоа е невозможно. Меѓутоа, постојат начини како тоа да се ублажи и да се направи како оптичка варка, да тоа изгледа на окото наблюдувач, да изгледа пристојно. Да. И секако ќе му ги кажете на некој ваш клиент, пациент, како да го наречеме, сите овие работи, како до довербата? Зборувавме за довербата и во првиот случај, но нели вие велите сега стоматологијата или можностите на науката се дотаму отидени што ние можеме да имаме како опција напред и потоа пред да се случи промената во забите. Искрено низ праксата постојат методи, современата технологија е чудо, значи може да креирате насмевка дигитална на истото лице. Добро. И да ја презентирате на пациентот и тој да може да се види пред и потоа со сите наши замисли и идеи. Од моја пракса, она што најмногу влева доверба е кога тоа ќе го види во 3D во уста. Меѓутоа целата изгледа. Да, сите тие постапки се многу скапи. Значи и не можеме да си ги дозволиме да ги правиме 2-3 пати додека човекот што решил да си ја разубави насмевката не даде одобрување. Да, зелено светло дека треба да се справи. Така што има добри и вешти забни техничари кои што нашата идеја ќе ја измоделираат во восок на забни модели. Од тие забни модели веќе измоделирани со нашата замисла се изработуваат како некој вид отпечатоци, ги викаме ние силиконски клучеви, тоа е клуч на новата состојба што ја посакуваме, и потоа со една пластична маса со боја на заби се пресликува истата во уста. Ова е многу добар начин за две работи. Едната е пациентот ќе ја добие сликата како ќе изгледа на крај, а втората работа е што ние ќе ги дополниме корекциите во да кажам поевтин материјал на кој што можеме да грешиме и да моделираме, за да крајната изработка е со многу помалку корекции, сето тоа многу ја забрзува работата. Да. Така што тоа е начинот на кој што најчесто работиме, естетските реконструкции, да може да се види пациентот и да го даде одобрувањето, зеленото светло, да. Цело време додека стоматолози ни се на гости од Етерна Дент, нели потенцираме дека е тоа се безболно. Има ли нешто што боли таму во целата таа работа? Значи, некои од овие постапки се инвазивни. Да не се лажеме, постојат фасети порцелански кои што зборувавме со доктор Бруно Николски, за кој што мора да се одземе дел од забна супстанца, се работи за отприлика 0,5 мм. Не е тоа многу. Значи тоа е Тоа е насоката што ја даваат практично материјалите заради нивниот недостаток се уште да бидат толку тенки, а да бидат се уште цврсти. Постојат материјали кои што можат да бидат до 0,2 мм дебели, кое што е за сега најмалата дебелина, а да дадат цврстина. Ние соработуваме со една американска лабораторија и тоа е поголема компанија која што има направено таа иновација, веќе и со нив славиме 10 години соработка, за која што нашиот центар е и регионален едукативен центар, затоа што први почнавме да го работиме тоа тука. Тие имаат иновативна порцеланска формула, која што може да биде толку тенка, а да биде истовремено и цврста. Многу има, значи денеска е многу популарно во медицината биомиметика терминот,
да се споменува, односно сите нови материјали технологијата се труди да го имитира, да го имитира идеалот на природата. Значи не постои толку идеален материјал како нашиот емайл. Порцеланот, овој со кој што работиме, е многу сличен затоа што може да ги завршува тие тенки ивички, ние не мораме да го задебелиме со стругање работ на завод за да порцеланот има дебел раб и биде цврст. Не, тој може да биде цврст на ист начин како што и глеќта, тоест нашиот емайл, завршува на врз внатрешните структури на завод и затоа е многу идеален. Односно, тој овозможува да изработуваме порцелански фасети без стругање. Кога зборуваме за овој тип на порцелански фасети, тоа е апсолутно безболно. Пациентот доаѓа, правиме анализа, може би некои ситни, ако има значи врвчиња, тоа се безболни, без анестезија, ситни брусења и се зема отпечаток. Тој отпечаток патува во Калифорнија и таму се изработува. Ни доаѓа нас за малку подолг период, значи отприлика 3 недели и тука се поставуваат. Нема анестезија, нема стругање, нема болка. Значи постојат и такви методи. А оние другите, кога зборуваме за безболна стоматологија, другите методи се разбира со анестезија. Со анестезија, да. Анестезијата и за неа има безболни методи на ставање. Значи и пак се враќаме на оној прв разговор до вербата со докторот. Многу е важна. Значи човекот што е во грч, што е во стрес, што е стегнат, доживува болка и на фризер. Да, така. А камоли да биде боцнат со игла. Така што кога ќе се разработи тој однос и кога ќе стигнеме до фазата интервенција, би требало да со површински анестетик се премачкува лигавицата, слузокожата, така што не боли ни убодот на анестезијата. Супер. Сега споменавте 10 години и да честитаме вака и јавно. Телевизија Нова на Етерна ден ти посакува уште 10 пати по 10. Ова е прв јубилеј што го славиме. Да, кажете ми колку насмевки на она најава која што ни ја пративте, колку 10.000 насмевки велите? 10.000, да. Секако не биле сите 10.000 естетски случаи. Меѓутоа, современата стоматологија е естетска, така што во сите интервенции се вметнува естетскиот момент. Значи, дали ќе се работи пломба, дали ќе се работи хирургија, може да биде грубо изведено, може да биде фино извезено, да нема последици врз естетиката. Така што естетиката е сеопфатна специјалност што ги вклучува сите останати. Колку мина сте таму, кој што работите во Етерна ден, Па веќе броиме 10 луѓе. 10 луѓе, да. Не сме... Како го одбравте тимот? Како се бира тимот? И тоа е веројатно многу важно за функционирање 10 години. Многу важно. Ние секако имаме еден ментор, еден водач, нашата професорка Миновска. Ја споменавте во првиот разговор. Од главата почнува. Првиот тим го одбра таа. Се совпаднавме колеги кои што со некои се знаевме подобро и од претходно. Сме разменувале идеи, сме биле тука со Бранова должина. Да, некаде со мисли. Некој еден колега беше нешто помлад, меѓутоа тој прв тим секако во соработка со главата на тимот, со нашата професорка, идејата која што проструи од неа мораше да биде или да секој во себе ја има, или да му се генерира, за да може да заживее со цела машинерија да почне без штракање да работи. Така што тоа беше првата посада. Заедно со помошниот персонал, секако, значи ние имаме и... Да се договориме дека во секоја област, па особено во телевизија и кај вас, дека тим е тоа, така, не може без тимот. Не може, без стоматолошките сестри, значи тие ни се десна рака, со кој што веќе се разбираме без зборови. Значи, многу е важно, тие се многу важен дел и во поддршката на пациентот, додека ние ја обмислуваме интервенцијата и сме концентрирани на некој технички дел. Значи, имаме пациенти кои што си ги бараат сестрите со кои што си се врзани, значи, тие им се раката што ги држат. Исто така, за тоа да функционира и за да расте, многу е важно да постои
менаџер, кој што сите тие административни податоци од човечки ресурси, од сите тие податоци ќе ги склопи, па да може ние сите заедно да седнеме, да ги изанализираме и да извлечеме заклучок за следниот чекор или за друга насока. Така што тој почетен тим беше само почеток, меѓутоа ние не би биле сега тука да тој тим не растеше и да немаме исто такви делчиња од пазлот, значи од сложувалката, кои што се исто компатибилни и ја прават големата слика таква каква што е денеска. Така е, да. Ми рекоа од тимот наш, благодарност до режија, ни рекоа дека фотографиите се веќе пристигнати и дали може поодделно сега да комуницираме, односно доктор Ана Будналевска-Александровска да ни објасни за што станува збор. Да, ако се спремни. Ајде во продолжение, еве ги, ова е една фотографија која што ни ја покажува при обично отворање на устните колкава порција од забите е естетски прифатливо да биде видлива. Естетски прифатливо. Да, значи можно е да забите не се видливи воопшто, а може и да се видливи повеќе од 4 мм. Да. 4 мм е стандардот кој што го сметаме за естетски прифатлив, меѓутоа и помеѓу долниот рап на горните заби и работ на устната, потребно е да има празен простор од околу барем 2 мм. Значи да не си ја фаќаме усничката долна со забите, кога викаме Ф, В, фонетскиот аспект. Изговорот е многу важен, особено вие знаете, нели, за вашата професија, луѓе кои што тоа им е вклучено во зборувањето, во професијата. Да. Добро, одиме со следната. Да, ова е она што го зборувавме за лицевата симетрија, односно колку е важно симетријата, нели, на носот и брадата да се совпаѓа. Или барем блиску до совршенство, така рековме, нели, сите ние сме асиметрични. Сите сме. Така. Значи, мислам дека не постои скоро симетричен човек. Да. Ова е една приказ како би требало да изгледа лакот на горниот забен низ, односно естетски прифатливо е да биде паралелен со линијата на долната устна. Ова е корекција, значи ова е корекција пред и потоа, односно сите овие недостатоци што ги спомнав претходно во анализата, долу во следната насмевка коригирани. Да. И па супер изгледа ова. Да. Понатака исто и забниот низ, значи како што гледате на левата слика, тој е многу потесен. Да. Односно кога пациентот се смее, се гледа голем дел темен од страните на образите. Кога лакот ќе се прошири, веќе е подобро. Изгледа, по исполнета на смевката. Добро, мислам дека ова се тие, така истите, така е, добро. Имаме ли уште некоја корекција? Еве го и ова, да речеме преголема видливост. Да. Да, преголема видливост и нивно средување во односно намалување на големината на забот, така е самиот. Така е. Да, и мислам дека тука некаде завршуваат, ова е веројатно и последната слика. Така е. Добро. Да. Ова е истата корекција, така претпоставувам. Да. Добро. Сега откако убаво поминавме низ фотографии за она што го зборувавме, кажете ми кога ќе дојде некој, кога ќе тргне во тоа, колку тоа зависи од тоа што сака или што баре или вие што ќе му понудите, па тоа трае, да речеме, нели, велите 3 недели треба, ако се отиде до Америка, па ако се направат тие фалсити така натаму, што се одзема време? Има прилика рок колку тоа се изработува, доколку имаме добра подготовка. Значи исто ќе се навратам на првиот разговор. Повторно ни е потребна здрав темел, здраво непце, здрава подлога, здрави заби, добро разработен однос, точно знаеме што сакаме и во тој момент, кога ќе почнеме, би требало за отприлика 7 дена максимум да работите ги имаме завршено. Така. Кога лутаме и кога се враќаме напред-назад, тоа одзема време. Доколку не сме го одработиле моментот орална хигиена, на секоја фаза имаме враќање назад во спаление, ние можеме да работиме, меѓутоа ја компрометираме крајната цел. И затоа обично се враќаме, коригираме хигиена, коригираме инфламација во спаление, па продолжуваме со естетиката. Да. И сега додека го чекаме оној кој што ќе ни сави за околу чистење на забите, така да делуваме и овој пат 2402-005 и 2402-002 се отворени телефони и натаму. Првиот кој што ќе ни се јави добива чистење во етир на ден. Тоа е иницијална терапија која што вклучува и чистење, пескарење, полирање и сеопфатен преглед
Добро. И евентуално насоки и план на што би требало да коригира и да направи. Така е. Додека очекуваме вас ве прашувам што имате вие за таа идеална насмевка се направена? Имате корекции никакви? Јас имам точно Lumineers. Што? Lumineers, тоа се тие без стругачки фасети. Без стругачки фасети. Приказната не би била толку впечатлива, значи не би можела со толкова верба да го работам, ако јас во тоа не верувам и кај себе не сум го направила. Така е. Јас исто така имав здравје заби, имав мали недостатоци со празни простори помеѓу кои што се природни, а не сакав да си ги стругам забите. Така е. Зошто? Така почна цела приказка. Зошто да ги стругам? Бев на престој во Америка, подолг, при што работев и се обучував за некои техники. И решив да прво тоа на себе го направам и секако да го научам да го работам. Да. Така почна цела работа, има многу личен печат. Да, и најдобро е кога ќе дојде некој пациент и вие ќе му кажете, така е, еве што може да добиете и како тоа може да изгледа. Така е, да. Дали имаме некого на линија само? Да, имаме некого на линија, имаме толку само време да ви речеме добро утро. Добро утро. Да, кој ни се јавува само да ни кажете? Љупка Миланова, Свети Николе. Супер. И сега ви од Свети Николе ќе дојдете специјално за чистење на забите? Да. Одлично, супер. Тогаш подарокот од Етерна Дент и од Телевизија Нова во соработка со нив, нели, е ваш. Ќе се договорите, оставете ги своите податоци, па ќе се договорите за тоа како ќе се изведе ова чистење на забите кога ќе дојдете, нели, во Скопје специјално за тоа. Ви благодарам за јавувањето. Ана, ви благодарам за ова учество. Се гледаме по една среда, така? Да. Секако со некои од другите стоматолози, колку да видиме дека тимот евентуално може и ќе направиме прилог околу околу нашата прослава. Така е, 10 години и 10.000 насмевки. Да. Така е. Ви благодарам за овој дел, научивме многу за и околу естетската стоматологија. Ете што се ви овозможува Етерна Дент и нивниот тим, но и воопшто науката во однос на стоматологијата. И сега е време за куси реклами, а потоа и Александра Велинова со најновите информации од земјава и светот. Останете на фреквенцијата на Телевизија Нова. Пред разговорот со професор доктор Благица Ризовска-Ванич на тема ментално здравје во трето доба, на кој што ве очекуваме секако и вие со вашите прашања на отворените телефони на Телевизија Нова, ја бараме Елена Равановска, нашиот репортер од терен. Знаете веќе дека од 8 па до некаде 9, па во текот ќе ви речат скопјани на целиот ден во Скопје има гужва во сообраќајот, но дали има и утро во сообраќајен хаос или тоа е некаде во граници на нормалата? Елена, повели. Благодарам, Кате. Добро утро за тебе, за нашите гости, за нашите гледачи. Добро утро од центарот на градот. Како што можете да видите, екипата на Телевизија Нова моментално се наоѓа веднаш кај владата на Република Македонија, односно веднаш кај раскрсницата после мостот Гоце Делчев. И ова утро класичниот сообраќајен метеж во интервали од 7 часот утрината и како што може да видат нашите гледачи, се уште има раздвиженост низ скопските улици и булевари, меѓутоа во граници на нормалата. Како што кажав, ние се наоѓаме на раскрсницата кај булеварот Илинденска и ова утро и тука класичниот сообраќајен метеж како што напомена во интервали од 7 часот утрината и се уште трае, но сите оние кои што поминуваат токму тука секој утро знаат дека треба да тргнат нешто порано од своите домови за да стигнат навремено до посакуваната дестинација. Додека доаѓавме до тука, секако од нашата телевизија поминавме низ населбата аеродром, односно долж булеварот од аеродром кон центар и таму секако околу 7 часот класичниот сообраќајен метеж постоеше и висока концентрација на возила. Поминавме и низ крстосницата кај Мавровка, односно кај судовите. Да напоменаме дека таму се уште има сообраќајен метеж и гужви, па апел до сите оние кои што планираат моментално да тргнат од своите домови, веднаш да го направат тоа, за да доколку поминуваат токму таму да поминат навремено и да стигнат до посакуваната дестинација. Секако граѓаните ги користат дел своите автомобили, но
до посекуваната дестинација, доколку сакаат да стигнат, го користат јавниот превоз, но како секое утро, така и ова кате апел да упатиме до сите учесници во сообраќајот да внимателно да возат и секако да ја почитуваат поставената сигнализација. Ние остануваме на терен, моментално ќе се движиме на општина Кисела Вода и таму да ја проанализираме ситуацијата. Да. Благодарам Милена Равановска, нашиот репортер од терен, ни кажа каква е состојбата и какво, дали и колку имало гужви низ сообраќајот додека се движеле кон нивната посакувана дестинација ова утро. Ви реков веќе професор доктор Благица Ризовска-Ванич е веќе во студиото на телевизија Нова. Наша следна тема е ментално здравје во трето доба, но пред тоа реклами на телевизија Нова, веднаш потоа и оваа тема. Неколку пати ви споменав ментално здравје во трето доба е нашата следна тема. Му обитевме наиста во оваа тема и минатата среда, но интересот беше голем, па решивме дека во продолжение може да зборуваме и повеќе за секој од оние проблеми кои што може да се јават во третото доба за кои што ни зборуваше професор доктор Благица Ризовска-Ванич. Вие бевте многу активни минатата среда, ве очекувам така да биде и ова, нели, на 2402-005 и 2402-002 со сите своји прашања, дилеми, сугестии, нели, што сакате или што би сакале да не прашате, односно да прашате нашата денешна гостинка, нашиот секоја среда гешталт терапевт, професор доктор Благица Ризовска-Ванич. Само подсетување, нели, ментално здравје во трето доба. Воопшто не е тема за подценување. Видовме и минатата среда дека интересот беше навистина голем. Ни се јавија луѓе кои што ни ги кажаа своите маки, своите проблеми, разрешување кои што самите тие го нашли. Еден господин рече дека нели не треба да се биде цело време активен и така се надминува процесот на тоа колку години имам или во кое доба се наоѓам. Така некако треба да размислување. Па така некако. Значи би се навратила на тоа дека нели, иако целиот организам, зборувам и физички и со сите негови функции, си ајде да кажеме повозраснува, да не го користиме зборот старе. Сепак во историјата, ако се навратиме, најстарите луѓе биле најмудрите луѓе, бидејќи го имаат целокупното животно искуство, така да многу поедноставно се справуваат со многу предизвици за разлика од помладите. И многу често ние испоменуваме дека се најдобри ментори и тренери за помладата генерација. Така што не значи дека ако сум во трето доба треба да не функционирам и да се исклучам од целокупниот социјален живот, напротив. Значи, доколку, пак ќе кажам, историски земеме како било порано, имало доживотни функции тогаш. Значи, најмудриот бил тој што е водел институцијата или што е водел фамилијата или можеби и црквата, значи тогаш имало некако поголема хиерархија и почит, би рекла, со тоа што на најстарите доживотно им била дадена функцијата да раководат да имаат одредени функции, да раководат со одредена организација, би рекла, или со одреден систем и да ги учат по младите. Сега во денешно време малце сето ова е видоизменето, значи не функционираме ние повеќе на тој начин, така да луѓето во трето доба, споменавме дека се соочуваат со најразлични предизвици, исто имаше еден податок дека можеби не страдаат толку многу од ментални нарушувања колку помладите. Споменавме дека статистички, бидејќи им се зголемува бројот, автоматски се зголемува бројот на луѓе во трето доба кои што нели статистички показатели има дека се повеќе на број. Иако би рекла дека до некаде тој податок може и да се потврди во смисла на тоа дека годините до кои што денес живеат луѓето во трето доба се значително повисоки отколку пред 20 години, да кажеме. Значи некаде веќе просекот на живење би рекла од 80 до 85 години, не би дала еден број бидејќи во различни истражувања и во различни земји има различни бројки, што е различно од претходно. Исто така, кога зборуваме за половите разлики,
да речеме кај жените е некаде 80 до 83 години, некој просек, додека кај мажите малку пониска бројката, тоест од некаде 77 до кај 79 години е просек на животен век, би рекла. И споредено со претходно, ова значи дека луѓето подолго живеат и дека луѓето имаат подобар квалитет на живот и луѓето во трето доба, значи би рекла поуспешни во тоа колку ќе се одржат во животот или во справувањето со сето она што доаѓа. Сега менталните нарушувања не се секогаш сами по себе, туку се проследени со физички проблеми или проблеми на старењето или нефункционирањето на одредени органи, така да доколку има срцеви проблеми, тие најчесто се проследени со депресија и обратно. Има студии што викаат депресијата е проследена со срцеви проблеми. Исто така, доколку дојде до здравствени проблеми од различен вид, како губење на видот, губење на слухот, неможност да се користат екстремитетите или некакви проблеми со мускулите, со движењето и така натаму. И ова може да доведе до депресивно расположение, би рекла, кое најчесто е проследено и со анксиозни симптоми. И тие одат во паралела, значи не се секогаш сами по себе менталните нарушувања, туку се во комбинација со сето она што се случува во третото доба. Така да најчесто не се ни диагностицирани како такви. Многу често, да речеме, луѓето во трето доба викаат јас не можам да спијам или нешто ме боли, а многу ретко викаат, да речеме, немам волја за ништо или сум многу тажен, што е, да речеме, карактеристично за помладите луѓе, каде што веднаш ќе се установи дека има некаква депресивна симптоматологија. А доколку каже имам несоница или нешто ме боли, најчесто се врзува со физички симптоми, со проблеми на кои што се врзани, медицински проблеми, би рекла, здравствени проблеми, и се запоставува тоа дека е присутна депресијата. Исто така во многу ситуации, например во нашето здравство, првиот човек на кој што се обраќаат луѓето во трето дома е матичниот лекар. И сега не секогаш матичниот лекар е заинтересиран или пак или има време. Да. Нема време и немаме ни таква едукација во која што матичните лекари би биле во можност да дадат прва помош во менталното здравје. Се уште не сме таму, ова е нешто што би требало да го работиме во иднина. Така да, како што кажа, во многу ситуации сите овие симптоми, сите овие нарушувања остануваат незабележани или се забележуваат многу касно, кога ќе бидат во некоја фаза во која што би рекла многу тешко понатаму може да се работи психотерапија или да се превземаат чекори за да се подобри состојбата без да се користи, да речеме, фармаколошка терапија. Така е, да. Активност, ни спомена и еден од гледачите, го споменав нели на почетокот на оваа емисија. Не зборуваме тука и само за физичка активност, зборуваме и за умствена активност, нели? Ако сме, не дај Боже, во кревет, па имаме некакви проблеми, така е, здравствени, и сме во трето доба, тоа не значи дека е исклучено дека не можеме да земеме да се дообразуваме во некоја област, да читаме книги, не знам, да гледаме телевизија, да се информираме, не знам, се друго, интернет да користиме и така натаму. Так. Пак ќе се навратам на таа разлика меѓу мажите и жените. Жените се подолговечни, некако поуспешно се справуваат со предизвиците на третото доба. Иако нели споменавме дека можеби мажите се поуспешни во работата, во текот на животот многу поснажно газат, нели ги викаме посилен пол. Посилни се, повеќе, повисоки се, поснажни се или полесно доаѓаат до остварување на целите. Сепак кога доаѓа до статистиката кој е подолговечен или кој успева посоодветно да се справи со која ќе дојдат, да речеме, овие постари години или трето доба, се оди во прилог на жените. Како според голем број на истражувања се прашувале зошто е тоа така или како жените успеваат да се справат со се она што доаѓа, во најголем дел се врзани со навиките, со животниот стил кој што го имаат мажите и жените, она што веќе го споменавте.
мажите најчесто се многу активни во работниот живот, кога ќе влезат во пензија, значи влегуваат во еден друг или создаваат еден друг квалитет на живот во кој што најчесто ја покачуваат килажата или почнуваат многу почесто од жените да злоупотребуваат алкохол, различни наркотици или се она што ќе им се најде, да речеме. Исто така, доколку го изгубат партнерот или драгата особа, кај нив процесот е многу по-видлив и интензивен за разлика од женската популација, која исто така страда на свој начин, меѓутоа не е во смисла на да правам проблеми или да се ставам во незгоди цело време, што е, да речеме, карактеристично кај мажите. Следствено на ова и бројот на самоубиства, ако се анализира, многу е позачестен кај машката популација отколку кај женската популација. Повеќе се склони иако жените се повеќе склони да имаат депресивни мисли, мажите се повеќе склони да превземат акција во врска со сето тоа. Една депресивна и одма акција. Така, значи животниот стил не баш тема за шега. Добро, животниот стил и како има врска со долговечноста. Значи, доколку седнам и гледам телевизија, се пензионирав, сега можам да јадам што сакам, можам да правам што сакам. Најчесто тоа е размислувањето или ставот кај машката популација и ваквото на некој начин запуштање или неводење сметка за себе и како може да влијае на сите оние ментални и физички нарушувања кои што можат да произлезат како ефект на ваквото однесување. За разлика од тоа, жените некако нема таков прекин, затоа што најчесто имаат улогата да бидат физички активни, да го средат домот, да ги завршат сите работни обврски, па дури и кога не одат на работа, имаат што да прават дома и да не излегуваат, да имаат посебна активност, имаат еден куп активности во нивниот дом. Така да кај нив нема такво прекинување, нема нагло прекинување, затоа што во најголем дел тие ја спремаат храната, значи го расчистуваат домот. Според сите истражувања поактивни се, да речеме, од машката популација. Исто, она што го споменавте, активноста и како помага во одржувањето на доброто ментално здравје. Според истражувањата, луѓето кои што имаат долги прошетки или го користат секое време да излезат на чист воздух, толку колку што може, значи тука не зборуваме за да станат спортисти активни, зборуваме да користат секоја прилика да се движат, да се прошетаат, да посетат некое ново место, да се дружат, да се социализираат. Значи, сите овие активности како им помагаат за да се одржат во добро состојба, би рекла. Осаменост е нешто што им се случува веројатно на многумина. Ако не знам како велат статистиките, но сведоци сме дека не баре секој од нив се чувствува осамен. Кога ќе длабоко во себе, можеби тоа нема на прва да ви го кажа, но тоа е така. Сите ние со овој начин на живот, сме тука за нив, ние мислиме дека сме тука, но ни веројатно им требаме многу повеќе отколку ние мислиме дека треба да сме тука за нив. Така. Значи, пак ја спомнам, мажите се поранливи некако и кога се соочуваат со осаменоста, кај нив се поинтензивни симптомите и поинтензивни акциите. Тоа не значи дека жените не чувствуваат. Можеби не се толку храбри за да спроведат некоја акција, па остануваат на ниво на размислување, иако секој си го поминува својот собствен процес. Разликата од порано и сега е што семејниот систем е отсутен во најголем дел во денешно време. Исто така, и тоа го споменавме и минатиот пат, ние немаме доволно институции за да доколку е семејство, децата се отсутни, да има каде да се упатат луѓето во трето доба. Како и да имаме голем број на здруженија на пензионери, клубови на пензионери, дневни центри за луѓе во трето доба, каде што активните луѓе во трето доба многу активно учествуваат и со идеи, со предлози, со конкретна реализација на најразлични типови на активности.
организираат патувања, организираат дружења, играат најразлични игри, имаат работна терапија што се состои од плетење, везење, цртање, играње, танцување. Значи секој за што го бива или секој каде ќе се најде. И на овој начин се справуваат со недостатокот на социјална интеракција во семејствата. Во исто време исподелуваат со другите луѓе што е она што ги мачи. Некако кога се на иста возраст многу добро се разбираат, бидејќи во најголем дел сите ги имаат истите стравови, истите проблеми, значи генерални се, нема некои големи разлики тука. И се чувствуваат многу поразбрано, поислушано и поприфатено, би рекла. Да. Има еден момент кој што мора да го споменаме, нели, вклучени сте и вие како гешталт терапевт или како ми рековте, контакт се вика целата организација, здруженијето, така е, да, кое што се вклучени како психолози, психотерапевти во еден убав проект. Потеркот на Австрија, се случува нешто убаво и кај нас во однос на задржување на доброто ментално здравје во трето доба, ако сакаме на крајот на денот. Значи дека отворена покана и до сите оние кои што не гледаат, се наоѓаат во трето доба, не знаат како или нема кој да им помогне, тогаш не јавно, но јавите се потоа по овој разговор во телевизија Нова, па ние ќе ви го дадеме телефонот на нашиот гешталт терапевт, па со неа ќе искомуницирате, затоа што уште има места во тие како дневни центри, што се тие места кај што може да се Значи овде се работи за обуки, што ќе ги организираме. Работилници. Добро. Комбинација. Така, бидејќи има и многу едукација во сето тоа, во кое што луѓето од трето доба ќе имаат прилика да слушаат и да вежбаат. Значи практично да искусат како да се справат со сите предизвици во своето живење. Ќе се зборува за психологијата на старењето или психологијата на сите оние фази, сите оно што следува во третото доба. Исто така ќе зборуваме за комуникацијата, социјалната интеракција, емоциите, што со нив, како да се справам, на кого да се обратам, кога имам одредени доживувања. Во исто време ќе се дискутира и за справувањето со сите предизвици, како здравствени проблеми, загуба и така натаму. Доста ќе биде интерактивно, живо и динамично, затоа што самата гешталт методологија нуди многу креативни техники и алатки за работа со луѓе во трето доба. Значи ќе има интерактивни вежби, експерименти, ги викаме ние. Исто така многу активности за доаѓање до свесност, што е она што го правам сега. Исто така активности кои би требало да ги доведат луѓето да дојдат до некои нови избори за себе кои би биле попозитивни од претходните, или можеби ако не се истрајни во практикувањето на одредени активности или имаат некои лоши навики, што може да направат за да си помогнат на себе си во овој период. Значи на некој начин освестување, подигнување на свесноста за кои се моите можности, што све јас можам да направам во ово доба, и правење на посоодветни избори или избирање на она што би го подобрило квалитетот на нивното живење. Работилници или обуки? Така, значи ние имаме наши простори во Кисела вода, во населбата Кисела вода. Јас ќе оставам контакт телефон за секој што е заинтересиран, може слободно да ми се јави. После емисијата може да се јави во телевизија, ќе му биде даден телефонот каде што ќе добие детални информации за адресата и за сето она што ќе се случува. 6 работилници ќе бидат, 25 луѓе се предвидени или 2 групи, ако има и повеќе ќе бидат и повеќе. Значи отворена е поканата во овој момент и ќе почнат да се реализираат од втората половина на месец јануари до некаде крајот на февруари, почетокот на месец март, рекла. Какви се искуствата, да речеме, од странство, со помош на ваквите обуки кај луѓето од трето доба? Дали има некакво поместување во однос на намалување на нивната осаменост, не знам, подобро ментално здравје комплетно, помалку депресија, помалку анксиозност? За луѓето е така битно некој да ги слушне и да им даде значење, особено во оваа доба. Така да самото тоа дека се повикани некаде каде што
каде што можат отворено да зборуваат за било што им се случува и при тоа да бидат сослушани, да добијат и самата група дава тука поддршка и фидбек, значи да добијат насоки што би можеле да прават или да освестат свој потенцијал, бидејќи и како имаат потенцијал од многу огромното животно искуство, би рекла. Истото да го искористат за да си го направат живеењето активно, се додека нели имаат можност за сето тоа. Така да пак ќе кажам, самото тоа што се присутни, самото тоа што споделуваат и некој ги слуша, има многу големо значење за нив. И сите оние истражувања што се добиени од претходните проекти кои што се реализирани во различни земји укажуваат на тоа дека ова е единствениот пат до подобро ментално здравје, значи и превенција на многу работи кои што може да настанат, меѓутоа интервенција, да добијат точни насоки доколку нешто се случува со нив, каде треба да се упатат и како. Пред да дојде она страшна, условно кажано, или многу видлива фаза на симптоматологија, која што после тоа и не се решава со психотерапија. Значи се решава на некој друг начин. Така да, она што ние го правиме да ги освестиме, да превенираме и можеби да интервенираме таму каде што работите нели се се уште има здрави потенцијали, се уште има со што да се работи. И се надевам дека ќе бидеме успешни во тоа. Ова е прв проект од ваков вид и искрено се надевам дека споменавме само Црвениот крст на Македонија, кој што е организатор или во организацијата на Стевова. Значи не е организатор, туку е некој кој што го финансира проектот, тоа е средствата доаѓаат од Европска унија. Тука е вклучен и Австрискиот Црвен крст, значи Австриското биро за развој, кај нас се спроведува или средствата се рефинансирани од Хуманост и Црвен крст. Значи тие ги распределија на 12 здруженија, ние сме едно од нив. Значи има уште 11 проекти кои што во овој момент функционираат и се случуваат. Така е, да. Добро, уште една покана само до нашите гледачи, 2402-005 и 2402-002. Тема интересна, провокација секогаш постои, нели, можеби само не слушате за да поднаучите уште нешто, ако не сте не чуле минатата среда. Кажавме уште многу нешта кои што треба да ги знаете ако се наоѓате во трето доба или пак некој ваш е во трето доба, па како да се надминат некои проблеми или ако имате некои дилеми, но секако би сакале да ве слушнеме и вака јавно на овие отворени телефони со свои прашања или можеби споделени искуства. Кога ни беа луѓето од Црвениот крст на град Скопје овде во студиото, ми кажаа за еден интересен пример кој што им се случува на луѓето од скандинавските земји. Не знам дали за тоа помоабитивме, но велат дека ние само како македонци не се соочуваме со овој проблем, нели? На трето доба или што со луѓето во трето доба, како да им се помогне на оваа ранлива категорија. Велат дотаму одат тие, значи толку се да речеме луѓето кои што им се блиски или дел од семејството во Шведска, што имаат потреба од чувари или не знам кучиња или нешто што ќе биде домашен миленик што ќе им помогне во таа осаменост. Буквално вели со денови немаат со кого да врзат збор. Да. Тоа се случува и кај нив, се случува и кај нас. И кај нас се случува, да. Особено што кај нас го споменавме и тоа дека најголем дел од луѓето во трето доба се соочуваат со екзистенцијални проблеми, па и не можат да си дозволат и да сакаат да излезат и да видат и да им е потребна нега, бидејќи ние немаме некои, би рекла, се уште кој знае какви системски решенија. Сега е тоа во зародиш, сега е тоа нешто што е актуелно, до сега не беше. Не може да си ја дозволат приватно да платат, да си ја дозволат негата и да си дозволат да излезат, да прошетаат или да најдат групи на поддршка каде што би можеле да разменуваат и да си го подобрат своето расположение. Така да ова што го спомнав со домашните миленици и како е нешто што и тука се практикува. Голем дел од луѓето во трето доба се грижат за најмалку еден миленик. Ако не им е дома, најчесто е нели маче, куче кое што е
пред нивната малото зграда, така. пред нивниот дом, и на овој начин да компензираат или имаат некакво свое друштво со кое што во одредени моменти сметаат дека еве ќе разменат нешто или ќе направат, макар љубов, би рекла. Да. Пак ќе кажам, многу е битна семејниот систем, семејната поддршка и присуството на луѓето кои што им значат, кои што им се блиски. Најновиот проект на Црвен крст се однесува на негуватели за стари лица кои што ќе одат во домашна посета. Или се мобилни екипи, па работат на повик. Значи во моментот кога некое лице од трето доба има потреба, може да се јави еднократно, значи да добие помош. И доста волонтери има кои што се активно вклучени во овој процес. И така ваквиот тип на поддршка им значи и многу им влијае за нивното доживување, дека не се оставени, дека не се сами, дека не се заборавени, би рекла. Така е, да. Ви благодарам, професор доктор Благица Ризовска Вани, што и ова утро не поднаучивте или не освистивте и сите нас кои што нели одиме, сите одиме некако, сакајќи или не на патот кон третото доба, но еве една покана и до сите оние кои што не гледаат, а се наоѓаат во тоа доба. Спомена нашиот гешталт терапевт дека сета мудрост е во вас, а вие кажете им само на помладите дека сте тука само да им помогнете или да им дадете некој совет. Нели, секогаш во животот сте искусиле неколку пати повеќе од нив, секако, и имате што да им кажете. Нели, барем толку да ве сослушаат, а ако не бараат совет тие самите од вас. Подсетување за сите вас кои што го видовте ова промо пред малку или овој форшпан кој што ни најавува еден интересен проект во рамките на отворената утринска програма на телевизија Нова наречена Информација, точно и навремена. Информацијата која што треба да знаете дека цела недела ова до петок, нели до 8 часот ги очекуваме вашите прашања за сите заедно да ја создадеме својата општина или своето место на живење подобро место за живење. Прв се одважи во студиото на телевизија Нова или во првото издание на Ало градоначалнику да седне градоначалникот на општина Киселавода, господинот Филип Темилковски. Токму прашањата сите до него ќе може да ги пишувате на нашата Facebook страница Утринска на ТВ Нова ИТН наречена. Следното место каде што може да ни се јавувате се отворените секако телефони на телевизија Нова кои што ви се достапни 2402 и 2402 се тие телефони на кои што може да ни ги кажувате своите прашања, своите проблеми врзани за општина Киселавода за почеток. И што уште да ви кажам, тука е имейл адресата на телевизија Нова, односно на отворената утринска програма itn@tvnova.mk. Не заборавајте во 8:10 овој петок ќе го проследиме моабетот во Ало градоначалнику со и на ваши и наши прашања ќе одговара Филип Темилковски. И сега е вистинско време да го отвориме овој разговор со олимпискиот шампион господинот Шабан Трстена кој што ни е во студиото на телевизија Нова. Добро утро или веќе добар ден? Добро утро. Добро утро. Ги поздравам сите гледалците на оваа емисија што гледат. Така е, да. На сите нив им велам дека треба да седат и уредно да ја слушнат оваа успешна приказна, да слушнат што е она што ќе ни го најавите вие, ќе ни се случува улите секоја година, ќе се случува во годините кои што доаѓаат. Но сакам да им кажам нешто што сте им кажале во неколку интервјуа вие на младите спортисти. Велите дека не треба да се не предавајте се, ќе речете, само продолжете да си велите сакам да бидам најдобар спортист. Да. И сега ве прашувам, додека да стигнете до 19 години, како беше 6 месеци и неколку дена, така, додека го освоите. Така, најмладиот олимписки првак или учесник на летните олимписки игри таа 84-та, го знаевте ова, си го велевте секој ден? Ма не, види сега ако зборуваме сега една од тие овие 19 години мојата спортска кариера, богатства резултати. Сега секој има сон, детски сон, да стане нешто. Еви, вие станевте сега некој режисер, вие станевте ово што водите. И јас имав еден сон као дете кога сум бил, да станем еден
шампион да станам. Шампион. Да, ама тој сонот не останува само сон, детскиот сон. Јас го реализирав ова сона да бидам голем, ама како дојде ова резултат? Наравно дека дојде со голем работа. Тоа зборувам јас, значи треба да има талент, господине Трстина, треба да имаме талент, така? Види, не тоа зборот не е талент, сите сме таленти. Сите сме талентирани за нешто. Добро. Ова е проблемот кај нас, зашто сега викаме талент и може да успееш. Не, него талент сите сме ние, треба многу да ја сакаш со љубов ова работа и да даваш, наравно дека резултатите не идат, овие големи резултати не идат од небо. Да, така е. Овој резултат не се добиен од лото, од бинго. Вика, ај си добил ова олимписки медали или европски или светски. Него овие резултати дека се дојде со една голема работа. Со голем еден труд. Колку вежбавте вие, господине Трстина? Со голем пот, со голем. Те замислите сега, на еден ден, еден ноќ не може да дојде сите овие 20 медали. Дека ова вежбање, овие тренизите стварно треба, види сега, ние сега почнува наш живот, почнува од 10 тука. Вчера бев на емисија, сакав една кафе да пија, не може ни еден нема ништо на работа. Да, ништо на работа. Нема еден ресторанче да пие кафе. Зашто од 10 почнува? А јас кога сум бил, јас у 6:30-7 сум стана да трчам. Јас кога сите народот спиеше од 11-12 ноќна, јас сум правил тренинг. Некој отиделе на диско, ама тоа ја не го уживав, ја отидам на тренирав, направам. Затоа викам, овие резултатите, секој млади кој сака, јас сум сакал, сум имал љубоморен, право да ви кажам. Да, имавте? Сум сакал да бидам најдобро. Тоа е љубоморна, те тера, теба позитивно, пази. Немој, има љубоморен. Разни типови на љубомора. Ама љубоморен е позитивно. Сакам да бидам подобро од Хасан или од Драган или од русите, од американци. Сакам кога може тие, зашто да не можам јас? Зашто да не можеме и ние сега, господине Трстина, со сите овие подобри услови од оние кои што вие ги имавте во тоа време, така, да ја наполниме нели вашата соба која што вие делевте со својот брат до 88-та со медали и трофеи, кај што немаше место за нив. Види, стварно ова прашањето не може да го сватат овие млади сега. Замислите кои услови имаме на тоа време. Ние правиме светска чуда, донесе во ова мала држава Македонија, донесе 5 олимписки медали во борење. Да не кажувам, ја имам 19 медали. 19, овие медалите... Ви имате 30 златни медали, да се договориме. Види, овие се најважни, овие турнири, овие што рече, тоа ти е апетит за да стигнеш овие светски ниво шампион. И сега замисли зашто викам, Кина е 1,5 милиарди ката. Колку е голема земја. Добро. Верувате, уште нема олимписки победи и нема медали на борење? Нема. Зошто? Зашто? Замисли сега, нема, зашто треба да се работи. И ние од ова мала земја, ние донесеме 5 медали на олимписки, на тоа време, кога ние немавме спортска сала, немавме услови. Ние трениравме, Кај трениравте? Вторе дом ми беше Сарај. Знаете, Сарај, таму. И тоа немав спортска сала, бевме у ресторант, вака беше ресторантот. И замисли, без сала... Таму трениравте? Таму трениравме. Таму трениравме. И сега немавме услови. Како сега што има, секој село има спортска сала, секој град има и тоа модерно. И сега и државата не е тоа како што бил порано. Сега те помогнат. На сите страни има помош. А е проблемот, ова прашање што викат, стално од републиките од бившата Југославија, ќе дојдат сите, ќе земат интервју, документар, ќе прават. Првото прашање, ова ќе става, кај бевте и кај сме ние. Ката, верувајте, сега што зборувам, ние бевме и кошарка имаме, и бокс имавме тоа време, и фудбалери имавме тоа време. Резултати од ова направивме чуда. Сега, аде да се вратиме назад. Кај се тие другите републики? Сите отиделе напред. Сите имат олимписки медали, имат норми, не се дискутира. Ние уште се бореме за олимписка норма. Така, да. Уште се бореме. Ние сега чекаме поклон да ни даде.
Моле вас, што е поклон сега и ќе чекаме резултати. Не може. Добро, сега знаете ли како е, например, во борењето, во онаму каде што вие сега во моментов, како е Македонија борење? Моментото сега, нели се гордевме, најуспешен, најтрофеен спорт беше тоа време. Така е. Гордост на цела ова нација беше. Останевте на телевизија, ова до сабале да гледате што ќе правиме, како резултати. Сега најголема срамота да се зборува за борењето. Зошто мислите дека е така? Тотално пропадна, само лажеме дека имаме резултати. Нема, замислите нема. Сега донесевме од Русија, Нема наши деца, господине председател. Ама кај се? Нема? Има колку сакате. Еве пред маце што рековме, ние уште викаме дај Боже да се случи, ама ово 34 години се случува. Се случува 30. Ја викам, како немате бе љубоморено душа бе? Стварно така, еве Косово, за 10 години имате олимписки медали. Замисли. Што е проблемот сега? Аде да анализираме. Не знам што е проблемот, ајде да кажете. Проблемот дека тука ние само ги лажеме, ги правиме реклама. Дека нешто ни се случува? Дека имаме. Сите сака да го држат тоа позиција, дека еве резултати имаме. Резултатот не се пишува со кадети. Ние имаме кадети, имате што викаме таленти кадети. Ама кога ќе дојде до младински, до ова некаде се откажува. Нема шанс. Не можат бод да земат надвор. Не може. Ние тука се радуваме. Нема ни лига, ни ништо. Се радуваме, вика стана македонска државна првенство на Македонија. Со што бе? Со еден борец, со две? Тогаш тоа време имавме конкуренција. Како велите, ви имат љубомора кон другите, сакам да ги пристигнам. Сега и овие што се доктори, професори, писатели, тие имат љубомор. Мора да бидат спреман века. Вие ќе дојдете безспремна тука? Еве како што спремавте мојата биографија. Што сега јас безспремно, што сега да ме прави, што си бил? Што сте направиле? Што си направил? Значи треба да се работи пред време да бидеш спреман, да има воља. За викам јас ове што зборуваме сега. Сите замисли тоа време кои се бил русите, бугари, американци, ката. По 7 пати светски прваци. И кога сме кај американците, морам да ве прекинам само. Кажете ми како изгледаше тоа на летни олимписки игри во Лос Анџелес, кога сите навиваа за својот, така, нели? 15.000 грла навиваат за еден кој што е нивни, а вие која љубомора, како велите вие, кој предизвик е тоа? Еве гледаме. Види ова, види сега. Замисли кој е овој борач. Ова е устредина Америка, ката. Ние се радуваме, некои наши спорти вика тепа в Грчина устредина Атина, или некој Србин устредина Белград или Хрватска. Ама кој се тие бе? Ти да тепаш еден голем шампион, окей. А не некој што нема резултати се радуваат као да тепат некој светски седемо. Ова да тепаш еден американец што бил кандидат за олимписки злато, што има, види мајка му не може да му помогне. Затоа ја викам, затоа ја викам стално, не е публика што те прави шампион. Еве, што, 15.000 грла вели навиваа за него. Не може. Ние стално викам... Што си имавте тогаш во глава? Ја тоа сакам да знам. Затоа викам, јас овие 19 години. 19 години сум имал. Ова е еден... 19 години, 6 месеци и 3 дена. И тоа, замисли, американецот што бил кандидат, уште имав еден Такада јапонец, што е 5-6 пати светски првак. Не им се плашавте што како? Толку беше подготвен, како треба тоа? Слушај, јас сум бил така борбенен дечко што мене не ме интересира. Кој што направил? Ја не отидав на среќа. Нели кога имаме фудбал сега, нели ова ждрепот треба вика дај Боже да немаме јака група. Кај мене не игра роля дали е американец, дали е јапонец, дали е русец. Сите кај мене. Јас Шабан Дрстена, када не отидав на среќа, јас сам отишол тамо спремност да победам, што реков пред малце дека сакам да бидам шампион. Не ме интересира кој сте, што си. И затоа јас не една година, тоа е 19 години се случува. Замиля 88 исто. 88 на Олимписки игри учествува 23 спортот. Од 23 спортот, од сите овие спортови, јас сум има најтешка група.
Замисли. Ама не се предадовте. Ма како што зборуваш сега, бе, како тоа, бе? Сега кај мене беше бугаринот. Прво, 7 пати светски првак. Нека слушат. Не тоа, не 7 пати светски првак. Светски првак, 8 пати европски првак и олимписки. Тука ми беше русинот. Што има 20 нешто медали има на свет. Тука ми беше американецот, иранеци, турците. 6 кандидати што сме најголем за кандидат беше у мојата група. Ката, ти не еден не можеш да пројдеш. Еден. Ама сега ова стреча ли ова? Ова е голем спремно. Тогаш вие не сте имале, да речеме, можност видеоленти да ги гледате како сега што имаат, нели? Па да се подготвувате, па вака напаѓа, па ова прави во борењето, овој стил го користи или не знам што. Што добро отвориш ова тема. Тоа е многу интересантно. Замисли сега, кратко ќе знам зашто оваа историја не може за 10 минути. Замисли пред една 4-5 години јапанците 15.000 километар дојделе од Јапонија, бев у Германија тогаш, дојде само два прашања. Како ти успе да го победиш нашиот најголем спортист во Јапонија? Како? Какви услови? Што си направил? И сега кажува, биде викам, извини викам, ја не сум имал камера да го анализирам што е, каде е слабо, каде е, викам, јас го тепав со моја воля, со мои тренинзи, не ми интересува кој беше. Тие не веруваат. Мисле дека јас сум имал нешто, видеоленти или не знам што, да. И после викам, слушај, стварно не сме имале ние тоа опште. Видиш, јас немавте сала, не па како да гледате ленти. Нема, не постои. После второто ми беше добро, вика, окей, се слаже дека вака. Вика, ние јапанците имаат еден закон, традиција, вика, ако губи еден голем спортист, мора да стави еден наследник. Така, на тој. Значи, тој треба да си замина, така, и да биде некој друг. Он прекинал више, од мене прекинал. И сега, он стварно така дојде. Стварно така. И сега, после 4 години во Сеул, 88, јас, што реков, у група, сите ове, и тепав. Ама бе повреден. Ногата ме пукнал, минискусот беше пукнал, лигаментите и сега у финале не можав. А тој беше во една група што нема врска со борење од Африка, од Египт. Пројде многу лесно во група. А јас требаше 7 борби да дојдам во финале. И сега така дојде, ја изгубив. Не се борев, ама на мој ризик ја излегував. Тука излегував, дај Боже да имам среќа. Да, мала среќа. Мала да го фатам, разбе, еднаш, тука влегував со една нога. И викам, тоа не е ваша традиција. Вие треба да му зблагодарам на Господ, зашто тој имаше среќа. Среќа. Тоа е, ама добро го сфатиле тоа. Види, стварно, Ката, стално викам, поради ова порачите светски асови, ми беше борба и со себе, бе, Ката. Така е, неголемата борба е борбата со себе. Со себе, 12.000, не колко е тешко 12.000. Да кинеш. Па какви услови имале тие руси, бугари, американци, има цела држава, доктори, масажи, ово. Кажам само ово, не сум кажал никогаш. Замисли колко тешко кинење, а уште потешко имав кога утре треба да се борам у финале со вакви светски борачи, тие му влегува двојца масири да го масират. Замисли, зашто? Да му одлесат душата. Зашто ние 3 пати се меревме. Секој ден, наравно, ако губат некој, тој може да јаде, да пие колку сага. Ама јас сум еден од тие што стално сум бил во финале и стално требаше жртва со себе да направам. И двојца масирате, а јас ги гледаме као сега, како што сме ние. Масират двојца, а мене кој ќе ме масира? А што со масажата? Масажа во сауна. Во сауна масажа. Во сауна сега сите 700 грама, последни 700 грами ние мора да кинеме. И тоа време, мора да имаме време. Ако не кинеш, губиш тоа се, губиш тоа направување. И сега го гледам вака, викам, Боже, Господе, вика, како види, а утре ја треба да се борам со него. И зашто сега? Замисли, утре пак сум јас победник. Значи со ова... Значи многу добро сте владеле со себе самиот. Наравно. Иако не сте имале ниту психолог. Не, бе, некако не сум имал. Затоа викам, ова е чуда, ове млади треба да сватат дека кога си спреман, што има да му помогна и 2 маси, ма да има и 100. Джабе му е, разбираш ли кога... А ако Шабан Трстена е дојден да победи? Наравно, тоа е све ово, разбираш ли. Ама само да кажам, разлика. Не се дава.
Не се дават. А никогаш. И воопшто во животот не се предават? Никогаш во живот. Видиш што рековте, еве, со собата, до 88 година сум успел, не сум имал една мала соба, сум имал. Ја може да се откажев ката, да отидам надвор, да викам ова, ништо не ме, на другата земја. Ја со еден медал ќе имам живот тама да се. Ама не се дадав. Викам, оке, така една сромашна фамилија, викам, што да правам? Така напишало од Господ, ама ќе идам додале. И свано така. До 88, после земав еден стан ми даделе. Тогаш ми беше што треба да спијам како што треба. Ама сакам, не до услови. Човек кога сака до умот. До умот, ова све наравно дека и волја и умот се стигне. Некој мисли дека снага. Не може човек со снага да стигнеш у врвот. Тие е врзен и снага, и кондиција, и памет, умот. Така е, да, умот работи тука. Тоа не може лесно да дојдеш само со снага. Затоа викам, не значи човек да има услови, мора. Ние уште немат ништо, сака да имат све. Чекајме, ние ги направиме сите легенди спортисти. Сите било, се тренира 1 година, 2 години или на функција, еве, тој е легенда стана, биде, Ама историјата за нигде. Секој може да постигне. Верувајте, сегде. Секој може да Само работа. Не постигнат. Не постигне. Секој може да дојде, ама да го стигнете овој резултат, мора да бидете жртва за себе. Така е. Дисциплина, да има, да реков јас, сега, кој ќе стане во 6,5 да трче? Не знам, стануваат веројатно. Најдобро спортист што учествува во душата е Савале. Најдобро може да се истренира, најдобро може да се... Тоа 40 минути нема да биде футинг, се вика футинг, да. Има ли бе подобро? Еве, јас на ова години сега, баш вчера реков, викам, одамна не сум трчал 6,5. Зашто сега, као, наравно, годините, разбираш ли, да. И викам, како, не можам да стижам ушат на тоа. И тоа сум трчал, пазите, сум трчал све у Кеа. Да, у Чаир, во улиците на Чаир сум. На улиците сум трчал. Кај ќе трчал? Покрај Кеј, така со опрема. Беше пред Кеј. И Кеј како беше порано? Така, не беше како вака. Како ова сега Милина нема, Европа нема вака. Што сакаш, што точаци, ово тоа, Милина. И тоа порано не беше среден никако. Затоа, велам, сега да се вратиме во тоа главната. Виде, Ката, јас 20 години бев еден спортист, што бев, земав сите признање, разни признања су земав од цел свет, а повише од мој народ, од Македонија и другите вака. И сега сакам на моје име сите овие 20 години што бил тие луѓе мене, со моја спортска душа што бил со мене, што ме пратиле, што знае дека како труд, што го цениле, што респектирале мој резултати, мој труд. И сега одлучав јас да доделите олимписки златен Оскар. Друг начин не сум имал, јас сум го спомнам стално, еве сега тие што бил 20 години. И вие ќе видите, и ваш телевизор, зашто и ви сте еден што бевте со, мислам, нашата, што реков пред малце, од Сабале не спиевте, дадевте, мислам, сите овие информација и МТВ што бил, и новинарите што бил сите. И сега одлучав јас да имате еден голем успомен од мене. Ова не е доволно. Само еве преку телевизија, преку да имам дека... Да им покажете дека ги паметите. Да, и јас сакам нешто на мој име, на моја спортска душа, сакам и вас да ви дадам еден успомен, да го имате, зашто денеска сме живи, утре нема да биде, ама тој ќе остане. Утре има во Александар Палас, ќе давам златна олимписка медал. Оскар. Оскар ќе биде ова направен, све специјално направен. И со ова ќе почнам 4 за оваа година. Ќе трае неколку години. Така е, да. Секој година ќе се даве по 4 Оскари. Смееме да кажеме кои ќе бидат добитници оваа година? Па види сега, веќе пријави вака. Ове наравно дека ќе бидат сега, овие првите ќе бидат
мои двојца тренери што 20 години со мојата душа. Ајде кажете ни кои се тие? Викам мој тренерот што е легендар на мој лично клубове Хајдустинани, што тој човек знае како дишам, што бил стално секој време на тие услови, на тие тешко времења и наравно дека и селекторот на и бившата Југославија на Македонија не заборам со мене, лично тој беше лајв што вика на англиски. Сите мои борби, сите мои цело беше насем. После иде се знае дека Олимписки комитет на Македонија, после иде и агенција за млади спорт, што се знае дека помогнат сегде. Не помогна тебе со стипендија, после не помогна и сите други. Тоа не значи само за мене, ама посебно ово за почит. Кон сите оние кои што ви помогнале во текот на вашата кариера. Што направиле сите, не за мене, па и за сите ово. За сите спортисти. Ама еве ова тоа ќе биде утре. Од вас? Да, лично од мене. Значи, олимписки златни Оскари доделувате утре, 4 или агенцијата речете четворите, ќе добијат Оскар. И што да ви кажам за крај, освен да си посакаме вака заедно, ова да не биде единствен разговор ваков на оваа тема, да ви ја слушнаме вашата успешна приказна уште еднаш, па и уште многу пати да ја слушнаме или преслушаме, не за друго, за следниот пат кога ќе ни дојдете на гости, да посакаме до вас да седи некој македонец, кој што исто така ќе има доволно, како велите вие, љубомора во себе самиот и да се предизвика себе самиот во борбата. Така, Нато? Така, треба, види, рековме пред неколку треба да свата дека секој може да постигне. Секој може. Секој може ако сака. Така е. И јас тоа е тоа. Да. И ја мислам дека ние имаме толку талент. Имаме потенцијал, имаме се. Ние губиме таленти, не се идат на други држави. Види што прави со фудбалери. Можеме да ги оставиме дека во Македонија. Може да направиме. Зашто да? Да. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вам, драги мои, што ја слушавте уште една успешна приказна, не секојдневна секако, затоа што не ни се слушува секогаш да сме олимписки шампиони, 84-та, 88-та за малку ни избега, но има 30 медали, вели тој 19 се најважни медали во неговиот живот. Ви благодарам што и ова утро се разбудивте и потоа рассунивте заедно со отворената утринска програма наречена Информација, точна и навремена или ИТН. Продолжуваме натаму ние со патувањето на телевизија Нова, веќе во 10 часот се на новите информации од земјава и светот. Останете на оваа фреквенција.